Доктор Матовски, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро. 80 години, лекар, пензионер, порано основоположник на педиатријата во Македонија. Да. 84, еве да се пофалам. Да, така. Да сте живи и здрави. Како ве служи здравието? Па од Бога добро. Добро. А од медицински аспект? Па знаете како е, обично се вели моли го Бога за здравје, тој да те чува, ама и ти да се чуваш. Така, спомна во најавата, вие сте еден од основоположниците на педиатријата во Македонија. Минатата недела бевте актуелен со предавање на детската клиника во Скопје. Да. Богата, исклучително богата и плодна кариера зад вас. Колку деца сте третирале, колку деца минале низ вашите раце? А тоа не би можел да кажам, затоа што цел живот работев со децата. Децата ми се превасходни. Меѓутоа, во мојата студија, за која што бев и поканет на детска клиника да одржам тоа предавање, која е нагласена проект Струга 83-та, значи студијата минатото лето прославивме 40 години од стартот во јануари 83-та година со тој проект. Опфаќа, значи, комплетно обработени 25.500 деца, следени од раѓање до адолесценција и потоа, и имам, не знам, неколку илјади случаи од тие деца што сум ги водел од раѓањето, ми доаѓаат веќе со втора генерација со нивни деца. Студијата исцело обработува преку 140.000 комплетни систематски прегледи и практично представува, еве да се пофалам, можда нескромно ќе прозвучи, меѓутоа се уште единствена во нашава земја и на некој начин се гордеам со тоа. Честитки многу, со еден збор безброј деца. Ако направите паралела меѓу организацијата на здравствениот систем тогаш и организацијата на здравствениот систем сега, од аспект на педиатрискиот дел, разбирам. И ако направите исто така пресек на оние предизвици со кои се соочуваат тогашните деца и овие денешни, да, каква би била таа во една реченица, бидејќи би се надоврзал со прашањето дека ако во ваше време децата најмногу се соочуваа, односно голем проблем по голем број деца беше недоволната ухранетост, неухранетоста или подхранетоста, како што медицински ја нарекувавте, денес е се поголем бројот на деца со прекумерна тежина, обратен тренд. Да. Имаме организација исто така различна на здравствените системи сега и тогаш во некогашна Југославија. Сега вака, пред да почнам, сакам да кажам дека добро организирана педиатриска служба значи здрава возрастна популација. Здрава возрастна популација значи многу помалку, значи многу работа на педиатрите, значи многу малку или многу помалку работа на другите доктори, интернисти, хирурзи и така натамо. Зошто? Затоа што ако од детската популација преминат во возрастни здрави луѓе, тогаш помалку работа тамо, помалку боледувања, помалку трошкови за фондот, помалку полни болници, помалку полни амбуланти и така натамо. Зошто имаме се помалку педиатри? Зошто имаме се полошо организиран здравствен систем кој не може да одговори на ова што го велите, подобро третирани здрави деца и повеќе здрави деца, помалку да ви кажам, болни и возрастни? Не сум компетентен тога да го кажам. Тоа е системско решение, грешки во системот, грешки во специализацијата. Многу големи грешки се прават во специализацијата, тогаш кога јас далечната 75-та година ја завршив специализацијата, траеше
4 години, како беше организирано. Тогаш беше секретаријат за здравство. Секретаријатот за здравство или Министерството правеше план за секоја година колку ни требаат педиатри, колку гинеколози, колку хирурзи и за каде, да речеме, на Струга и требаат 2 педиатри, на Охрид му требаат 3, 4. И тие секоја година, за следната година се распишуваше конкурс и се јавуваа младите доктори на тој конкурс и според некои критериуми кои што се предвидуваа со тој конкурс се избира и автоматски одеа на специализација, еве за педиатрија, се јавуваа, специализираа, меѓутоа. Овде морам да нагласам нешто што е одамна заборавено. Мене ме финансираше медицинскиот центар Струга или да речеме општеството. Мојата специализација ја финансираше општеството. Но, ако специализацијата траеше 4 години, пред да тргнам на специализација, јас потпишав договор дека ќе мора да работите. Дека ќе вратам најмалку двојно. Значи, најмалку 8 години требаше да работам во медицинскиот центар во Струга, кој што ме специализираше. Сега, што значи тоа? Ако јас, како млад доктор и млад специјалист, сум се етаблирал тамо, сум се зафатил со една популација од деца за лекување и да го следам нивниот распоред. После 8 години сум створил и свое собствено семејство. Ми дошле децата, па се школуваат децата. Немав причина да размислувам за напуштање, за да одам некаде, како што сега се случува со моите млади колеги, за жал. Ете ја грешката, зошто немаме специјалисти. Добро, тоа е системско прашање, како што рековте. Што е со она друга од диагностички аспект? Ве прашав, имавме неухранети деца, тоа време може би беше тоа исто така се должеше на епохата на цивилизацијскиот ниво и степен на развиток во кој живеевме. Меѓутоа би го надоврзал ова со уште едно. Дали во ваше време имаше волкав степен на ментални предизвици за здравјето на најмладите? Дали имаше анксиозност, агресивност во ваква мера како сега? Дали поголема закана за денешниве деца се менталните болести или автоимуните болести? Заболување. И како беше во ваше време кога почнувавте? Веднаш да кажам, значи зборуваме за две сосема различни епохи. Тоа беше една сиромашна епоха и главен, да речеме, околу 40 мои научно-истражувачки трудови се однесуваат точно на неухранетоста. Значи, проблем беше неухранетоста кај децата. Проблем кој што предизвикуваше и огромна, особено доенечка смртност. И целиот мој работен век го спроведов борејќи се против тоа, против неухранетоста и против висока доенечка смртност. Сега времињата се изменија. Сега имаме сосема друг проблем кој што воопшто не е помалку опасен од онај. Во ваше време имаме претилност или обезност или гојазност кај децата. Зошто е тоа така? Затоа што се сменија многу условите на живеењето. За овој вториот дел на вашето прашање ќе ви кажам, анксиозноста беше на такво ниво што не предизвикуваше јавни дебати. Функционираше системот на семејството. Нам сега ни се губи системот на вредностите на семејството. Значи, овие проблеми со кои што сега младите или детската популација се среќава, едноставно не постоеја. Поимот разведени бракови воопшто не беше причина за дебати како што е сега, значи да не нагласувам толку огромен процент на разведени бракови, знаете како е, се вели возрастните прават, децата страдаат. Ете анксиозност од тоа. Технологијата
дигитализацијата. Кога медицината имаше посоодветен, поадекватен и подобар одговор? Во тоа време како Во тоа проблем на време. неухранетоста или сега со проблем со децата со Во тоа прекумерна време, тежина? затоа што видите, прво, мојот докторски збор значеше се, кога ќе дојдете вие како родител кај мене. И ваше, значи, то беше една уздрачица, докторе, детево во твои раце и во Господа. И авторитетот на докторот значеше многу. Сега е тоа. Мислам дека во голема мера и самите ние докторите си дојдовме во ситуација да немаме авторитет. Меѓутоа ги лекувавме неухранетите. И тоа беше многу полесно. Ќе ви направам јас програма што треба, како треба за децата, плюс тоа имавме општествена исхрана. Во детските градинки, јас 20-30 години, јас го правех оброкот. Значи, менито јас го изработував според многу сериозни и тешки нормативи кои што ги предвидува педиатриската наука и така децата ги подигавме. Зошто 50 години подоцна, кога живееме во време на изобилие, современата медицина не може да најде одговор на се поголемиот број на деца што имаат обезност? Затоа што се смена начинот на живеењето. Родителите во ова темпо на живеење, родителите во трка, во некаква ужасна трка, ти имаш повеќе, јас имам помалку, моето дете нема iPhone 6, 7 или не знам кој морам да го имам. Во таа трка се изгуби родителите најмалку се со своите деца. Стресниот начин на живеење на родителите се пренесува и на децата. Насилство, врсничко насилство, ве молам. Како треба да ги воспитуваме децата? Да имаат став или да почитуваат авторитети? Каде е тука балансот? Велите, лекарот беше на времето авторитет. Меѓутоа, треба да ги учиме децата и да имаат да покажат да имаат свое мислење, да имаат став. Авторитет, да имаат став кон авторитет, ама тој став и авторитетот се ствара. Никој не се раѓа со одреден авторитет. Значи, за да имам авторитет пред децата, јас морам да имам добар пример пред нив, тие да учат од мене. Меѓутоа, сега децата најмалку се среќаваат со родителите. Технологијата, телевизиите, овие лаптопите, интернетот, сето тоа. И затоа ни имаме и насилства, затоа имаме и несакани појави меѓу младите. Но и во тоа време, дали некогаш низ кариера сте се прашале дали ќе дојдеме до степен како цивилизација на медицина на превенција, а не на медицина на третман? И во ваше време медицината, лекарите лечеа, не превенираа и сега е исто така дури во поголема мера. Не. Да речеме, јас комплетно бев задолжен и тоа не само на општинско, ами и на републичко и на сојузно ниво, точно за превентивните дејности. Да речеме вака, еве да се пофалам, благодарение на тоа што јас и мојата генерација доктори оставивме традиција во Струга за колективен имунитет, вакцина и вакцинирање, со застапеност преку 90%, која што е неопходна, за да имаме ние имунитет во населението, значи младата, детската популација мора да биде во проценти. Зборувам, најмалку 90, меѓу 90 и 95% комплетно извакцинирани, изимунизирани. Кога мислев на деца. превенција, не мислев само на имунизација, на вакцинација. Ќе ви дозволам да ја дообјасните вакцинацијата како процес. Се помалиот број на вакцинирани деца поради кои ни се враќа и голема кашлица и сипаници и разни видови кои биле стивнати со години, односно речиси искоренети.
Меѓутоа, кога зборувам за медицина на превенција, зборувам генерално како насока на младите да им се објасни дека здравата храна, спортот е она што ќе ги заштити од ќе им овозможи здрав живот и во подоцнежните години, или не е така? Така е. Зошто не е акцентот ставен на тоа сега во Школството. денешната медицина? Пријателу, школството. На таков начин на живење не тераше школството. Ние гледавме што правеа нашите наставници, учителите. Значи, со својот однос учителите кон учениците си ствара авторитет и за нас беа учителите најкаков идол. Да, но во тоа време се живеело поздраво, како што велите, Да. меѓутоа животниот век бил покус. Дали тоа се должи на современата медицина денес? На раното откривање, на третманот? Тоа е светски тренд, продолжење векот на живење на целата популација. Зборувајте си, нема проблем, ќе го стишат колеги. Ја го исклучив. Ворете, докторе, колегите ќе го засолнат вашиот телефон. Нема проблем. На сайленс го ставив, ама Да продолжиме со разговорот. се извинувам. Ве прекинав околу Вака светскиот сега. тренд на продолжување на животниот век. Продолжење животот воопшто на светско ниво благодарение на точно тие зафаќања во превентивните дејности тогаш. Точно е, под превентива не се подразбира само имунизацијата, него еве начинот спортувањето и тоа. Да речеме во еден период ние уназад, ако ги прескокнам овие 2-2,5 децении, многу повеќе се оддаваше на спортувањето на младите, многу повеќе се оддаваше на едукација, не само предметите школски, не само на предметите школски, него и на пошироко и на воспитниот процес. Школото не беше само за учење по предметите, него беше наставникот беше и наставник и воспитач. Сега самата социјална состојба на семејствата се разслоивме премногу. Разбирате, се разслоивме премногу материјално и како сакате и од тука настануваат тие турбуленции обштествени, така да од една страна се продолжи животот, меѓутоа стана многу потежок и главната причина е се намали детската смртност во најмалите временски периоди, доенечката смртност. Ќе ви кажам, јас како млад лекар бев стациониран, работев и живеев во едно село тамо во Струга. Тоа беше некаде 66-та, 67-та година. Мене од морбили и од пертусис ми умираа по 5-6 деца секој ден. Доенечката смртност, тие 60-ти години во Македонија беше на повисоко ниво од некои зафрлени африкански земји. Значи, јас во тоа село имав 68 промили доенечка смртност 66-67 година. Што сака да каже? Дека на 1000 живородени деца, 66-67 деца не го доживуваа првиот роден ден. Сега, со зафаќањето, тога се донесе една, јас многу често ја спомнувам, значи историска републичка програма за намалување на доенечката смртност во Македонија. Се дадоа огромни државни општествени средства, се отворија тие амбуланти по таа програма и се работеше многу на заштита на детската популација. И сега, кога јас 2006 година
точно по причина од заминување во пензија, напишав и издадов една огромна книга на 800 страници со севкупниот тој материјал во која што, меѓу другото, правам споредба со доенечката смртност во истото село. Значи, во 2005 година, во селото во кое што имав 67 промили смртност, во 2005 година беше 0,8. Сега можете да сватите каква огромен прогресија, да. скок сме направиле. Сега, овие модерни болести, модерни некои времиња, сите живееме во некоја напната состојба, а знаете, стресот е причина за дури и за малигни заболувања. Докторе, што им забележувате на вашите помлади колеги, на денешниве педиатри? Дали е тоа, например, преголемата употреба, односно лесното препишување на антибиотици? Имате ли таков впечаток? Дојдов до еден податок што го споделува ваш американски колега, исто така стар педиатар, кој вели дека секоја година американците трошат годишно повеќе пари на лекови против кашлица и настинка, отколку што 5 латиноамерикански држави имаат вкупен буџет. Ако на тоа се додадат и парите за антибиотици, сумите се огромни. Таквите трендови се и кај нас. И ние трошиме многу антибиотици, односно патиме од прекумерна употреба. Точно ли е тоа? Ме чепнавте во една болна точка, затоа што на овој план, не само на македонско ниво, ами на сејугословенско ниво, неколку трудови на разни конгреси педиатриски сум говорил на оваа тема. Значи, измислувањето, пронаоѓањето на антибиотиците, прв почна пеницилин уште тамо некаде 39-40 година во Англија, значи се направи епохално дело за заштита на човековото здравје и живот, и тие се заслужни за милијарди спасени животи. Така е. За некои бактериите кои убива луѓе. Е така. Но, самиот збор, морам да го објаснам, антибиотик. Антиживот. Е така. Антибиотиците спасуваа животи. Меѓутоа, нивната ужасна злоупотреба доведе до тоа да тие кои што треба да бидат убивани од антибиотиците, ги користат антибиотиците дури за своја исхрана. Бактериите, микроорганизмите, тука се виновни во најголем процент медицинските работници И родителите, кои велат препишете антибиотик за секој случај. За жал, ние предничиме во тоа. Јас со години, со децени водам некаква битка на овој план, ама некако не успевам. Зошто некогаш бабите и дедовците знаат да бидат помудри од родителите или па и од матичните лекари? Кога се препишува антибиотик? Колку дена треба да се чека до антибиотски третман? Дали треба веднаш да се направи крвна слика? Не, ве молам, никако не. Никако не. Во секој пакување од некој антибиотик, во на декларацијата, ако ја прочитате, пишува во секој, нагласувам, пишува дека се издава само врз база на направен антибиограм. Што тоа значи? Значи, треба докторот да знае детето или ево, ако вие ми дојдете, морам да знам од која бактерија сте вие разболени и кој антибиотик делува во против таа бактерија. За жал, што се случува сега? Се случува, одите со вашето дете на лекар, има ден-два температура и прво што добивате некаков антибиотик и за жал најсилните антибиотици. А јас ги прашувам, добро, сега има детево ангина која ќе му помине
гарантирам, ниедно дете не ни умрело од воспаление на грлото, ве молам, ниедно. Друга беше јас во мојата младост дифтерија кога имаше, ба сега тоа е одамна надминато. Не умрело тоа, но му дадовте силен антибиотик. Што ако утре добие пневмонија? Што ќе му дадете? Веќе немате друго средство. Детево веќе неговиот организам на некој начин стекнал навика да го добива тој антибиотик, а бактериите кои што ги предизвикуваат инфекциите веќе станале нечувствителни на тој антибиотик. И вие немате. И сега од обични болести ни умираат болести. Што е тоа? Вие учевте нешто различно на специализација од денешните педиатри? Учевме и работевме така. Значи, температура. Што значи температура? Температурата е најсилното природно на секој организам, природно средство против инфекцијата, против болеста. А ние веднаш ја симнуваме температурата, крај на разговорот. Уште и плюс антибиотик. Јас би молел, ако постои можност... Да, доктор, имаше ли во ваше време антиваксерски движења и како беше тогаш односот кон вакцината? Јас бев одговорен на републичко ниво и сите вакцини и вакцинирања поминува преку мене. Што би им порачале на денешните скептици во однос на кои се скептици и кои не сакаат да ги вакцинираат со своите деца? Ништо нема да препорачам, само ќе кажам од мојата студија. И еве, овие неколку години стана актуелно најмногу ова со ковид Тоа само ги засили пандемијата и на неколку медиуми бев повикан и кажува вака. Значи, во мојата студија под име и презиме имам регистрирано 25.500 деца кои што ги следев 35 години. Ги имам по име и презиме. За нив 25.000 деца тврдам дека се комплетно извакцинирани. И еве да се обратам до вашите гледачи. Повикував и повикувам повторно и повторно барем еден случај од тие што сум ги вакцинирал. Ја бев одговорен. Едно време вакцинирав, меѓутоа си имав после екипи, ама јас ги подпишував требувањата за вакцините, јас подпишував дека се вакцинирани така. Нека се јави еден случај дека заради тоа што ние го вакциниравме детето, добило, еве, најактуелно е аутизмот. Окривена е вакцината против морбили, дека добил аутизам. Нека се јави еден и јас на стари години сум подготвен кривично да одговарам. Нема ни еден. Значи, 100 пати ова јавно го кажав, не се јави ни еден дека неговото дете, ако од 25.000 деца ниедно нема со лоши последици, па ве молам. Зошто се јави антиваксерството, тоа е друга некоја тема. Тука се фармацевските индустрии и така натамо. Кусо објаснување околу имунизацијата. Зошто треба да ги вакцинираме децата? Да се вакцинираат затоа што од тие заразни болести, заради кои се измислени вакцините, умира милиони, стотици милиони деца. Но сега секој вели тие болести се искоренети, јас моето дете не морам да го Арнома се враќа, како се искоренети? Еве морбили. Сега тука викаат вака, добро, еве моето дете не го вакцинирам, вашите се вакцинирани. Не е точно. Ако нема колективен имунитет, вирусот за морбили, еве, или од пертусис, овие сега се најактуелни, ако наидува на незаштитен организам, тој станува двојно, тројно повирулентен, позаразен. А, да си бидеме искрени, ниедна вакцина не заштитува 100%. И плюс тоа, еве моето дете е вакцинирано комплетно. Вашето не е.
вашето оболуваат морбили и се пренесло на некаков начин вирусот на моето дете. Сега, с обзир да е комплетно вакцинирано, тоа е за таа болест заштитено. Но, во меѓувреме, баш тога се стрефило да има настинка. И организмов својот имунитет, својот имун капацитет го насочил во одбрана настинката или пролив или нешто, некоја друго вообичаено заболување има. И на некој начин е неспремен да се спротистави на овој вирус од морбили кој што дојде од вашето дете. Значи, вашето дете е опасност за моето дете. Докторе, многу интересен разговоров, меѓутоа мораме да го приведуваме кон крај. На крајот би ве замолил за една куса препорака до младите или помалку искусните родители или родителите со мали деца, како е најдобриот начин да одгојат, да израснат, да воспитаат едно здраво дете кое ќе нема поголеми здравствени проблеми во текот на животот, ако не дојде нешто, не дај Боже, неочекувано. Ова е мимо ова што го разговаравме за инфективните заболувања. Како е? Генерално како завршница. Секој момент слушаме по медиуми, по во сите вообичаени разговори. Многу тешко е да се одговори со обзир да дури ни две еднојајчани близначиња не се исти. Секој дете е индивидуа за себе и детето не е човек во минијатура, детето е единка човекова со сите атрибути на здраво живење. Прво да се намали таа трка. Родителите и луѓето што ги школуваат децата, не само да ги школуваат, ами и да ги воспитуваат. Ние тука таа карика ни е најтенка. Сега има причина зошто, да речеме, и наставниците се под секојдневен стрес. Јас сум некаков, не знам кој, па моето дете не може. Ме разбирате што сакам да кажам сега, да не навлегувам во тоа. Значи, ингеренциите се испомешаа. Значи, тоа е тоа. Главната челија е семејството и школото. Ако тука здраво се живее, тогаш ќе немаме вакво насилно општество воопшто. Ова не е само кај нас во Македонија, дури во некои други краишта е уште полошо. Доктор Матовски, ви благодарам многу за гостувањето во Утринската телма. И јас ви благодарам. Ви посакувам добро здравје и да ни дојдете пак. Благодарам.